Почитувани, оваа емисија на Агенда 35 е посветена на скрининг процесот, докаде се реформите и што е со датумот за преговори. Се поизвесен е фактот дека оваа година нештата не зависат само од нашата држава, туку и од земјите членки нивниот различен став и во однос на постигнувањата на Албанија и на Македонија, но и во однос на проширувањето како концепт. Каде е линијата која што ги раздвојува македонската и европската непринципиелност од аспект на исполнување на реформите, но и на валоризација на Преспанскиот договор? Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате со првата фаза на така наречениот објаснувачки скрининг, досега опфатени с 22 од вкупно 35 поглави од процесот на преговори. Што значи тоа за реформските процеси во земјава? Чекајќи го извештајот на Европската комисија за напредокот што ќе биде објавен на 29 мај, се појасно дека датумот за преговори не зависи само од исполнувањето на реформите, туку е политичка одлука на Брисел. Кои се очекувањата за јуни? Интервју со вице-премиерот задолжен за европски прашања, Бујар Османи. Кои се ризиците доколку земјава не добија формален почеток на преговори? Јас ќе бидам искрен, пораката ќе биде дека до политичарите не само овде, туку и во регионот, дека не вреди да се превземаат политички ризици. И охрабрувачка порака до националистите во регионот дека всушност имаат право и треба да продолжат. Следете на. Додека земјата ги очекува најновите оценки на Брисел за напредокот остварен во текот на минатата година, што Европската Унија ќе ги објави во годишниот извештај на крајот на месецов, 2/3 од сите 35 поглавја, односно вкупно 22, се досега опфатени и затворени во првата фаза на така наречениот објаснувачки скрининг. Државниот советник за европски политики Драган Тилев вели дека досегашното искуство во читањето на европското законодавство и споредбата со домашните правни акти покажало голем степен на усогласеност, бидејќи земјата не чекајќи датум за преговори со ЕУ, почна да им става европски знаменца на законите уште по стапувањето на сила на спогодбата за стабилизација и асоциација пред 15 години. Во еден добар дел сме веќе усогласени или целосно или делумно. Грубо, јас би рекол, не би можел да направам таква проценка, бидејќи се работи за негде околу 6.500 правни акти, различни правни акти кои што треба да се транспонираат, пренесат во нашето законодавство. Може би негде као околу 35 до 40% веќе имаме усогласеност. Може би негде као околу 2.500-3.000 близу акти се веќе транспонирани, велам целосно или делумно, со некоја резерва. Останатите останува да ги транспонираме, да ги пренесеме во текот на наредниот период, односно во текот на преговорите. Останатите 11 поглавја во оваа фаза би требало да се завршат до декември годинава, но потоа во втората фаза на билатерален скрининг ќе треба да се имплементираат препораките од Брисел во сите 35 поглавја. Сега, нашите институции, нашите експерти, нашите представници одат во Брисел и го слушаат објаснувањето на европското законодавство од страна на врвни експерти од Европската комисија. Следната фаза, кога ќе започне билатералниот скрининг, ние ќе бидеме тие кои што ќе треба да презентираме што од тоа законодавство веќе го имаме вклучено во нашите правни прописи, односно да ги презентираме плановите за тоа што и кога ќе транспонираме во нашето законодавство од европското законодавство. И тој процес, тој вториот дел од скринингот, билатералниот скрининг, ќе трае помеѓу година, година и пол, што значи дека ние ќе имаме еден прилично долг, меѓутоа, јас би рекол, веројатно и многу продуктивен скрининг процес, кој што ќе ги стави во функција сите наши институции, ќе ги мотивира, јас сум сигурен, не само администрацијата, туку и сите оние други
чинители во општеството кои што ќе треба да бидат дел од процесот. И академската заедница, и бизнис заедницата, и невладиниот сектор, и сите оние кои што ќе учествуваат на еден или на друг начин во процесот на пристапните преговори. Тилев објаснува дека сите поглавја за преговори со ЕУ ја засегаат економијата, бидејќи дури и оние што важат за неекономски, како што се правда и правосудство, образование, наука и истражување или животна средина, сите имаат директно влијание на бизнис климата во земјата. Економијата мора да го следи процесот на економските оператори, синдикатите, стопанските комори, економските оператори, тие мораат да го следат процесот на преговори. Државата ќе се обиде во амбициозен налет да што побрзо ги внесе европските правила на домашниот пазар. Меѓутоа, при тоа мора да се води сметка да економските оператори можат да го издржат тој притисок. Балансот треба да биде во тоа што државата како амбиција сака да го направи, брзината, динамиката на транспонирањето, во однос на тоа што економските оператори можат да го издржат како притисок, затоа што, да бидеме сосема отворени, транспозицијата на европското законодавство се повисоки стандарди на пазарот. Технички стандарди на пазарот и почитувањето на правилата на Европската Унија чинат пари. Економските оператори ќе мораат да инвестираат во своите работни простории, во технологијата, во унапредувањето на технологијата, модернизацијата, специализацијата, тие ќе мораат да инвестираат нови средства. И тоа чини, го намалува профитот во одреден момент, меѓутоа отвара нови простори понатаму. Освен европското прекројување на законите и со тоа создавање на подобри услови за водење бизнис, очекуваните преговори за влез на земјата во ЕУ ќе отворат и повеќе фондови за изградба на инфраструктурата и модернизирање на технологиите на производството во приватниот сектор, што во крајна линија ќе ја зголеми конкурентноста на домашните производи на единствениот европски пазар. Поглавието 27, животна средина, е последното поглавје за кое земја во минатата недела го помина објаснувачкиот скрининг во Брисел. Тоа е едно од најсложените поглавја, за кое ни предстои многу работа за исполнување на европските стандарди. Заедно со ова поглавје, од подготвителната фаза за преговори со Европската Унија, досега се поминати 22 поглавја. До крајот на годинава, македонските представници на институциите надлежни за секое поединечно поглавје, заедно со колегите од Албанија, треба да учествуваат на уште 13 состаноци со представници на Европската комисија. На овие состаноци се врши проверка на усогласеноста на домашното со европското законодавство. Владата и секретаријатот за европски прашања се уште ја играат клучната улога во скрининг процесот. Но за разлика од почетокот на процесот, кога граѓанските организации упатија критики дека ниту тие, ниту собранието како една од поважните институции не се вклучени во скринингот, сега граѓанските организации добиваат информации, а представници на собранието учествуваат на состаноците во Брисел. Според претеничката Јулијана Николова од Комисијата за европски прашања, собранието работи проактивно во процесот на евроинтеграциите. Зошто сметаме дека собранието е многу важно во овој процес? Затоа што собранието обезбедува уште дополнителни две димензии, а тоа се димензијата на јавност, која што обезбедува транспарентност, исто така и вклученост на опозицијата, која што дава еден демократски легитимитет на сите процеси кои што владата ги води. Со оглед на тоа дека скринингот е повеќе технички, експертски и административен процес, се одвива помеѓу владата и органите од Брисел. Но имаме секако како собрание, како Комисија за европски прашања, но и пошироко и останатите комисии, имаме директна вклученост во сето тоа, со оглед на тоа дека имаме вклучено секретарите на комисиите, согласно своите надлежности, беа вклучени во работните групи во владата, но исто така и членови на комисиите учествуваат директно при посетите на Брисел во текот на целиот овој скрининг процес. Комисијата за европски прашања, вели Николова, сега има контролна улога во процесот, но во преговорите ќе ја преземе клучната улога. КЕП, односно Комисија за европски прашања, е една од комисиите која што има директно може да доставува мислења, барања, прашања до владата, но исто така има една координативна улога, бидејќи таа е матична комисија во делот на усогласеноста со европска регулатива, но работи со останатите комисии кои што нели си имаат своја експертиза во одредена област, така да се многу широки ингеренциите. Многу важно ќе биде делот на преговорите,
КЕП ќе има многу поизразена улога, односно, ајде нескромно да кажам, клучна улога кога ќе дојде до преговорите, бидејќи сите преговори, односно целата хармонизација на легислативата, мора да помине преку Комисијата за европски прашања во прво читање, нели тоа е првиот филтер, а понатаму оди и во пленарна собраниска процедура каде што ќе се разгледуваат сите закони. Николова очекува дека земјава ќе добие датум за преговори со Европската Унија и вели дека тие, како комисија и собранието, се подготвени да ги стават на располагање сите своји капацитети. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска позитивно го оценува вклучувањето и на граѓанскиот сектор во скринингот преку присуство на видеоконференциите со Брисел. Ова е техничка фаза која треба да ја подготви администрацијата за преговори, а во преговорите клучна ќе биде подготвеноста на македонските преговарачки тимови, кои ако бидат добро поставени и покрај заостанувањето, ќе може да постигнат резултати споредливи со оние на Црна Гора, која ги има отворено речиси сите поглавја, или како Србија, која има отворено неколку поглавја, смета Кацарска. Во администрацијата има кадри кои со години се во комуникација со европските институции и токму затоа преговарачкиот тим треба да произлезе од таму, вели Кацарска. Бидејќи е несомнено многу тешко да ги водите преговорите со луѓе од надвор, примарно со луѓе од надвор. Несомнено е дека треба да постои вклученост, несомнено е дека треба да се користи експертизата. Меѓутоа и Европската комисија и земјите членки ќе очекуваат од другата страна на масата, од нашата страна, да седи државната администрација. И од тој аспект долгорочно мораме да ги подигнеме капацитетите доколку тие не се таму. Иако мислам дека првиот чекор веројатно е вистинска проценка на расположливите капацитети, која што ние не сме ја виделе се уште. Усогласеноста на законодавството на земјава со она на Унијата и договорот од Преспа се доволни аргументи за земјите членки на Унијата да го признаат тоа и да ја дадат зелено светло на Европската комисија за да ни даде датум за почеток на преговори. Сега, вториот дел на прашањето е колку се тие подготвени во јуни да го сторат тоа, имајќи ги во предвид специфичните услови кои што се пред нас, односно изборите за Европскиот парламент, доцното објавување на извештајот на 29 мај, кој што креира исклучителен теснец од 20 на дена во кои земјите членки треба да го формираат својот став во однос на почнувањето на преговори за нашата земја, меѓутоа исто така и со Албанија. Вториот дел на одговорот не се толку поволни услови, поради тоа што не знаеме дали всушност тој временски теснец ќе се стигне од страна на земјите членки, дали дел од нив ќе сакаат да ги забрзаат своите процедури, поради што слушаме некои опции потенцијално за јули. Мислам дека со оглед на тоа колку ние сме чекале, дали е јуни или е јули, веројатно не прави многу голема разлика, меѓутоа како и да е, до септември треба да се види според мене за кредибилноста на целиот процес, мора да се види јасен исчекор и јасна одлука од страна на земјите членки. По објаснувачкиот скрининг следува втората фаза, билатералниот скрининг со секоја земја членка. Формалниот почеток на преговорите, појаснува Кацарска, не е врзан со скринингот, туку него го означува закажувањето на меѓувладината конференција, на која Европската комисија треба да ни ја презентира преговарачката рамка. Господин Османи, добро вечер. Благодарам што сте со нас во нашата емисија. Лани Европската комисија, Европската унија имаше забелешка во 4 области од аспект на тоа каде се потребни реформи. Јавната администрација, судството, безбедносните служби и борбата со организираниот криминал и корупција на високо ниво. Каде стоиме најслабо според вас? Кој од овие делови не ја завршивме домашната задача до крај? Всушност Европската комисија, но и Советот рекоа во овие 4 поглавја треба фокус да оставите, односно да го задржите и продлабочите реформскиот момент, имајќи предвид дека имавме делумно резултати и со планот 369. И затоа ние продолживме веднаш со планот 18 со фокус на тие 4 области. Во секој од овие области е направен напредок. Пред се во безбедносните служби, имајќи предвид дека тука веднаш се формира, односно се формираат нови институции. Секторот правда е многу комплексен и таму резултати преку ног не може да се почувствуваат, туку битно е да се даваат насоките во кој правец оди. Се разбира, резултати може да се видат во борбата против организираниот криминал и корупција, бидејќи тука институциите треба да испорачуваат веднаш. Најтешко е да се
направи реформата на јавната администрација. Поради бројни причини, меѓутоа сепак би рекол дека во сите овие 4 области напредок е направен во овој период, односно реформскиот момент е продолжен и продлабочен. Меѓутоа ги кажувам според различен интензитет, според комплексноста на системот да претрпи реформи и да испорачува веднаш резултати. Еврокомесарот Хан јавно кажа дека комисијата ќе даде препорака повторно за почеток на преговори. Сигналите од Брисел кои што доаѓаат и од неформални разговори се дека извештајот на 29 ќе биде прилично позитивен. Се има впечаток дека како што се доближува овој јуни, оваа година нештата како да не зависат само од реформските капацитети на оваа влада, туку повеќе и од состојбите внатре во самата Европска унија. Имаме европски избори, знаеме какви се политичките превирања внатре. Како вие ја цените таа поставеност на Брисел? Токму во годината кога сакавме све да зависи од нас. Бидејќи навистина да, малку иронија. Тоа е кога чекате 30 години, веројатно. Така, можеби некои други години сакавме некои други поместувања да ги засенат состојбите во државата. Меѓутоа оваа година сакавме све да зависи од нас. Да нема политика ниту на забрзување, ниту на закочување на евроинтегративниот процес. Туку да биде објективна проценка на тоа што сме го направиле. И во таа објективна проценка можеме само да се гордееме со резултатите како држава визави регионот и визави нашата досегашна работа. Тоа што првично направи дисторзија на и календарот, но и на целиот процес е изборите за Европскиот парламент, кој што прво го поместија денот на објавување на извештајот, наместо во април, крајот на мај, со што ни ги поместија роковите и ги стеснаа роковите земјите членки да одлучуваат по однос на позитивниот извештај. Потоа се случува Брекзит со сите компликации кои што ги има и ја засенува нашата приказна колку што може, иако нашата приказна е незасенлива, бидејќи е толку мокна, и тоа го гледаме сега, дека и покрај сите компликации сепак се издвојува нашата приказна, но точно е дека контекстот политички во самата Европска унија, но посебно во некои земји членки, визави изборите, визави растечкиот национализам и популизам, визави глобалните движења и промени, ќе влијаат на тоа како ќе се придвижиме ние, но пак ќе се навратам на тоа дека нашата приказна е толку мокна, толку позитивна, да и сите овие потешкоти нема да може да ја засенат. Еден аспект е Европската унија и низината внатрешна состојба, а друг аспект е упорното ставање во ист кош со Албанија, што се чини дека е проблем. Факт е дека неспоредливи се приказните на нашата држава и на Албанија, меѓутоа факт е дека голем дел од политичките сили во Европа инсистираат на тоа да не се одвојат овие две држави. Како ја гледате вие? Видете, со Солунскиот самит, кога е дадена перспективата за членство на земјите од Западен Балкан во 2003 година, уште тогаш е воспоставен тој принцип на регата. Односно дека земјите индивидуално се движат според брзината и динамиката што сами ќе си ја наметнат. Односно merit-based проценка индивидуална на критериумите што ќе ги исполни. Меѓутоа со тек на време се формираат така наречените неформално се формираа пакетите. Односно бидејќи Црна Гора и Србија први добија да преговори, започнување на преговори, тие се издвоија како фронтранери, односно предводници во процесот. Потоа ние и Албанија како кандидати исто така станавме еден вид на група и Косово и Босна као почетници во овој процес преку подпишување само на спогодбата и очекување на кандидати и тие станаа на некој начин една група. Да, веројатно нашиот клучен проблем е што толку возови пропуштавме, па сега останавме со Албанија, бевме во една друга група претходно, ние сме ја подпишале спогодбата за стабилизација пред Хрватска неколку месеци. Ние сме кандидат пред Црна Гора да постои како држава. Меѓутоа, бидејќи изгубивме цела една генерација, 10 години во овој процес и повеќе, 15 години од кога сме кандидати, и нормално дека паднавме во некакви си групирања поинакви. Сега, и формално и сега проценката е индивидуална. И не е проценката во пакет и во група. Точно е дека има одредени земји членки кои што имаат различна перцепција према Албанија и према нас. Односно различна резервираност и интензитет на отпор кон нас или пак кон Албанија. Има пак други земји членки кои сметаат дека раздвојувањето на пакетот ќе даде една нишка на етничка
некакво си раздвојување на пакетите. Наместо тој аргумент го користи албанскиот премиер, колку што гледам, и формално и неформално од брифинзи, дека многу е опасно за меѓуетничките односи во регионот да се издвојат државите. Нашиот став е најдобро решение двете држави да си добијат преговори, бидејќи така ќе создадеме една синергија и помеѓу нас, меѓутоа и во регионот. Ќе има 4 земји кои што преговараат и тоа на целиот регион ќе му даде буст, односно дополнителна сила. Но сепак очекуваме дека проценката ќе биде индивидуална, бидејќи нашата приказна е премногу голема за да се потврли и да не се прифати од страна на Европската комисија. Имавме ваков случај на групирање во 2008 со НАТО, кога во јадранската група беа Албанија, Хрватска и Република Македонија тогаш. Нашата приказна се изостави. Ние не можевме да одиме напред, некако пакетот се раздвои, Албанија отиде напред, но тоа само не охрабри и ние да после неколку години да станеме членка на НАТО. После многу години за волја на вистината. Меѓутоа заради нас, не тешко заради дека беше охрабрување. Знаете какви процеси после НАТО. Така, но сега стануваме членка на НАТО. Така да има такви примери на раздвојување на пакети, на задржување на пакети. Јас сум оптимист дека оваа година ќе има позитивни пораки кон двете земји, но последиците од евентуално хипотетичко игнорирање на нашата земја се многу поголеми отколку за било која друга земја. Во која смисла? Затоа што Од што стравувате? Затоа што нашата стратегија за да наметнеме динамика која што е различна од регионалните и европските токови. А знаете дека регионалните и глобалните текови се национализам, некој вид на популизам. И ние се донесовме одлуки кои што се спротивно на тие токови, на движењето на реката. И тоа е секогаш ризично, секогаш е тешко. Но ја донесовме таа стратегија не врз основа на поддршката што ја имавме тука меѓу народот. И тоа е така наречена стратегија bottom-up, односно од долу нагоре. Прво градите поддршка, па потоа носите тешки одлуки. Нашата стратегија беше top-down, односно создадовме ветување и перспектива врз основа на одлуката на Советот дека во јуни 2019 почнуваме преговори и дека стануваме членка на НАТО и на таа перспектива го формиравме референдумското прашање. На таа формулација и перспектива ја засновавме целата стратегија на добивање поддршка од граѓаните за ваквите тешки одлуки кои што ги донесовме. И затоа сметам дека доколку таа перспектива некој се ја игнорира, нас може да ни колабира целата поддршка и за Преспа, и за меѓуетничките односи, и за динамиката на реформи. Да, отварат интересен аспект, затоа што, например, во заклучоците лани од јуни стои дека првата конференција заедничка ќе биде кон крајот на годинава. Така. Значи, крајот на годинава е дури и декември. Од тој аспект имаме време и не значи дека мора токму јуни да се фати за датум. Меѓутоа, од друг аспект имате политички влог, каде што имате едно ветување на некој начин и големи очекувања дома дека јуни ќе биде датумот. Сега како што се доближува јуни некако се калкулира со месеци, ако не е јуни ќе биде септември или ќе биде декември. Видете, процедурата е следна. Прво треба Советот да донесе одлука за започнување на преговори и да даде мандат на комисијата да подготви преговарачка рамка. Таа рамка може да се подготви за неколку недели, за неколку месеци, меѓутоа таа рамка повторно треба да се изгласа уште еднаш со консензус, за да потоа се даде одлука кога ќе биде првата меѓувладина конференција со која што и формално почнуваат преговорите. И затоа нашата динамика беше јуни одлука со мандат на комисијата за рамка, во текот на летото комисијата со земјите членки ја дефинира рамката, некаде октомври уште се потврдува рамката, декември се одржува првата меѓувладина конференција и веќе јануари ги отвараме првото поглавје. Таа дисторзија што ја создаде изборите за Европскиот парламент и Брекзит, сега се обидува да ги поместува работите и календарот, но ние инсистираме дека мора да останеме на тоа што е одлука на Советот, имајќи предвид дека ние исполнивме све. Сега, дилемата е повеќе јуни-јули или некои шпекулации кои што беа во октомври. Ние сметаме дека одлуката ќе биде во јунско-јулските самити, така ги нарекуваме бидејќи ќе има 3 самити во овој период кои што ќе бидат распределени во јуни и јули.
Значи првиот ќе биде дури на 28 мај, што е нетипично, еден ден пред објавување на извештајот. И тука не може да има разговор за проширување, бидејќи го нема извештајот. Друг ќе биде на 20 и 21 јуни и третиот ќе биде на 23 јули. Значи тоа се истите самити во рамки на јунско-јулскиот период. И ние сме оптимисти и очекуваме дека во овие јунско-јулски самити ние ќе добиеме одлука за започнување на преговори, за да можеме некаде кон крајот на годината и да имаме првата. Спомнавте колку е опасно доколку немаме позитивни сигнали, колку е опасно тоа може да биде за целиот процес, преспанскиот договор, европските интеграции и слично. Колку може да биде опасно воопшто за политичката слика кај нас. Затоа што знаете, имаме страшна поларизација на политичката сцена. Изборите за председател го покажаат, општеството е буквално поделено, особено во македонскиот дел, како на две. Дополнително мислите ли дека ќе се создава ова разединување, дека политичката енергија ќе ескалира? Видете, прво, јас ќе бидам искрен, пораката ќе биде дека до политичарите не само овде, туку и во регионот, дека не вреди да се превземаат политички ризици. И охрабрувачка порака до националистите во регионот, дека всушност имаат право и треба да продолжат со таа популистичка агенда, затоа што тоа веројатно носи некаква си електорална, односно изборна придобивка. Но, често го кажувам, од разликата меѓу политичар и државник е нека политичарот размислува за следните избори, државникот за следните генерации. Ние донесовме одлука да не размислуваме за следните избори, туку за следните генерации, за да ја обезбедиме државата за наредните децении. Така да таа прво ќе биде лошата порака од самата Европска унија. Но второ, целата идеја на проширувањето се заснова на кредибилитетот и на условувањето, односно кондиционалите, на исполнување на условите како предуслов за придвижување напред. Доколку тоа се извади како аргумент, тогаш Европската унија губи од кредибилитет и влијание, но и процесот на проширување губи од основниот столб на кој што се засновува. Со овие аргументи претпоставувам клучни вислови аргументи пред сигурно се дел од аргументите, меѓутоа и тие се свесни и тие самите ги потврдуваат. Меѓутоа комплексноста на одлуката во Европската унија ги отвара овие дилеми. Меѓутоа јас не сум слушнал политичар во Европската унија кој што не кажува дека тоа што го направи Северна Македонија е едно чудо. Јас сум оптимист, Европската унија се соочила со вакви предизвици од постоењето. И неслучајно, уште Жан Моне, мислам дека има кажано дека Европската унија ќе се создаде преку кризи и нема да се создаде преку еден план, како што вели Шуман, туку преку поединечни успеси кои што во основа ќе имаат солидарноста. Како скрининг процесот тече, паралелно со оваа приказна, колку реформите на терен и до каде сте? Видете, поминавме околу повеќе од 2/3 од поглавијата. Од кога го започнавме овој процес, илјадници луѓе од овде, од нашата администрација, беа во Брисел и слушаа кои се, какво е акито за поглавијата за кои што тие се одговорни. И мислам дека беше одлично искуство и одлична операција. И треба да приврши некаде уште неколку месеци. Во меѓувреме ние работиме на дефинирање на актите за дефинирање на структурата за преговори, вклученоста на невладиниот сектор, вклученоста на експертите, начинот на кој што ќе се организираат и синхронизираат институциите за да испорачат полесно резултати. Меѓутоа тоа што јас го очекувам е тригерот во јунско-јулските самити за започнување на преговори, бидејќи тоа ќе ја мобилизира целиот потенцијал кој што е акумулиран во овие 15 години. Знаете изјавата на Манчевски каде што вели дека администрацијата нема баш капацитет. Ако има нешто позитивно во фактот дека имавме долго статус кво, е дека создадовме искуство, акумулиравме искуство за процесот на евроинтеграцијата. Да бидете 15 години кандидат, само по себе создава искуство. Значи, ние во овие 15 години за среќа, и тука морам да ги пофалам сите влади, што не го задржаа статус квото и во нашето трансформирање. Туку напротив симулираа
внатрешен процес на преговори. И го транспонира законодавството. Значи мислите дека имаме капацитет како администрација? Имаме капацитет кој што треба да го надополниме со капацитет од академската заедница, зашто веќе разговараме, од Академијата на науките, од цивилното општество. Но се разбира преку предпристапните фондови ние ќе имаме и техничка поддршка и од регионот и од самата Европа, така да тоа што ни фали е само тригерот, само одлуката за започнување на преговори и верувајте дека истиот ден вие ќе видите невидена мобилизација на сите ресурси во државата во пресрет на Европската интеграција има и во името на вашата матична партија ДУИ. Веројатно оваа година и ве се надевате да ја оправдате, да си го оправдате името. Како себе си се гледате во оваа приказна и мислите ли дека ќе бидете опфатен од операцијата Метла? Видете, малку оваа операција стана дегутантна, повеќе би рекол, бидејќи иако апсолутно е најнесуштинската тема во државата, стана доминантната тема во Зошто мислите дека не е суштинска кадровска промена? Затоа што персоналните решенија никогаш не биле суштинските теми на политиката, туку резултатите и испораката на резултатите. Прашањето на луѓето е прашање на лидерство, на менеджмент со човечки ресурси, на лидерство на политичките партии, дали знаат добрите луѓе да ги постават на добрите места, но тоа е прашање на менаџирање на организацијата, на владата, на политичките партии. Мислам дека граѓаните ги интересира дали организацијата, дали е таа влада или политичка партија, испорачува резултати. Да, ама граѓаните ги интересира одговорност, ако нема резултати. Мислам дека е повеќе прашање на политичко шоу кој што се создаде секој. Значи ова дека нема да има кадровски смени, на крај ќе заврши со некој директорски. Не, ќе има заради други причини. Заради тоа што ќе има шифт на фокусот на владата. Ако во првите 2 години од мандатот фокусот беше создавање засврстување на темелите на државата преку надворешната политика, НАТО и Европската Унија, вториот дел од мандатот, после затварање на сите овие политички теми, нормално е дека ќе останат само економијата и економските теми и нормално е дека кога имате промена на фокусот на политиките, тогаш ги зајакнувате тие ресори каде што очекувате повеќе резултати. Но тука ништо не гледам невообичаено. Јас затоа реагирав на поимот метла, затоа што со метла се чисти нечистото. Нашите соработници и доколку не давале резултати во некој период, не можете да ги етикетирате дека се предмет на метла. Го отфрлувам како поим, бидејќи нормално е да имате промени и поместување на луѓето, меѓутоа вие мора да ги почитувате соработниците и доколку не покажале резултати во одредениот ресор, бидејќи може да покажат во друг ресор. И тоа е прашање на лидерство, како што рековте, и на менаџирање со човечките ресурси. Но не придавам многу значење на ова прашање, колку придавам значење дали испорачавме. Јас мислам дека во овие години оваа влада испорача колку во последните 20 години сите влади заедно. Затоа што обезбедивме мир, обезбедивме политичка и економска предвидливост како предуслов за економскиот развој. На овие темели кои што ги создадовме овие 2 години и најнеспособната влада може да создаде резултати. Без темели е многу тешко да создадете економски развој, без политичка и економска предвидливост. Ке видиме премиерот што мисли за учинокот на неговите соработници, а ке видиме и Европската Унија што мисли за учинокот на Северна Македонија. Благодарам за интервјуто и се гледаме веројатно после јуни. Благодарам за вас. ,8,5% од младите во Европската Унија на возраст од 25 до 34 години се уште живеат во домот на своите родители. Ова го покажуваат последно објавените податоци на Статистичката агенција на Европската Унија. Најмал процент на млади во Европската Унија на возраст од 25 до 34 години кои живеат со своите родители е регистриран во Данска, и тоа 3,2%. Финска 4,7% и Шведска 6%, а најголем процент во Хрватска 59,7%,
Словачка 57% и Грција 56,3%. Според Евростат, во нашата држава 61,3% од младите на возраст од 25 до 34 години живеат заедно со своите родители. Инаку во државите членки на Европската Унија, младите најчесто го напуштаат домот на своите родители на возраст од 26 години, но оваа возраст значајно варира помеѓу државите членки. Во скоро сите држави членки на Европската Унија, младите од женски пол го напуштаат домот на родителите порано отколку машки. Од 15 мај за сите меѓународни повици и СМС пораки внатре во Европската Унија важат нови ограничувања на цените. Имено, потрошувачите за телефонските повици од своите држави кон други држави членки на Европската Унија ќе плаќаат најмногу 19 евроценти за минута плюс ДДВ, а за СМС пораки 6 евроценти за порака плюс ДДВ. Со воведувањето на новите правила за меѓународни повици нема да постојат досегашните големи разлики во цените помеѓу државите членки. Инаку стандардната цена на повик во фиксната или мобилната мрежа внатре во Европската Унија во просек беше 3 пати повисока од цените за домашен повик, а цените на СМС пораките внатре во Европската Унија за 2 пати повисоки отколку домашните. Цените се ограничени само за лична употреба, тоест за приватни корисници, а ограничувањето не се однесува за деловните корисници. Според анкетата за меѓународни повици на Евробарометар, од 10 анкетирани лица, 4 односно 42% во последните месец дена контактирале со некој во друга држава членка на Европската Унија, а 26% од анкетираните комуницирале со лица од други држави членки преку фиксен или мобилен телефон или СМС порака. Граѓаните на Европската Унија направиле скоро 1,3 милиарди патувања со најмалку едно ноќевање во државата во која живеат или во странство, покажуваат податоците на Евростат за 2017 година. За едно од 6 патувања граѓаните на Европската Унија користеле авион како главно превозно средство. Најголем дел, односно 82% од патувањата со авион биле од лични причини, додека останатите 18% од патувањата со авион биле поради бизнис причини. За периодот од 2012 до 2017 година, вкупниот број на патувања кои ги направиле граѓаните на Европската Унија, без разлика на користените превозни средства, е зголемен за 2%, додека оние направени со авион се зголемени за 15%. За истиот период, патувањата со авион поради лични причини се зголемиле за 23%, а бизнис патувањата со авион бележат намалување за 9%. Повеќе од 10 години Лјубљана под полна пареа работи на својата екослика и тоа најдобро може да се види низ целиот град. Проблемот со преполни контейнери и лоша миризба го имаат решено со изградба на подземни контейнери на повеќе од 60 локации низ градот, а за секоја локација од градскиот буџет биле одвоени над 100.000 евра. На секоја од локациите има поставено 5 типа на канти, и тоа за стакло, амбалажа, хартија, органски отпад и за останат отпад. Кантите за стакло, амбалажа и хартија може да ги користи секој, додека кантите за органски и останат отпад може да ги користат само жителите на Лјубљана. Овие две канти се затворени и се отвараат само со помош на лична електронска картичка, која на жителите ја издава компанијата која управува со отпадот. Секое оставање на отпад во овие две канти се регистрира преку електронскиот систем на кантата, а компанијата која управува со отпадот на крајот на секој месец наплаќа за количината на оставен отпад. Секој жител има дозволено одреден број на оставања отпад и доколку се надмине дозволеното, се плаќа дополнително. Фрлањето отпад во погрешна канта или надвор од кантите е казниво, а казната изнесува од 200 до 800 евра. На оваа тема сигурно набрзо ќе се навратиме. Вие продолжете да не следите тука секоја недела во 20 часот и 15 минути или на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили. Се гледаме.